Не можеме да гарантираме дека протестите ќе продолжат да бидат мирни, се заканија жителите на Бардовци по средбата со министерот Оливер Спасовски на нивно барање, со цел да се спречи градењето на центарот за странци во непосредна близина на нивните домови. Кај Спасовски не наишле на разбирање, туку буквално добиле предизборен говор. На средбата биле и актуелниот градоначалник како и кандидатот на владеачката СДСМ за општина Карпош. Министерот не успеа да одговори зошто се дојдени на средба, кога веќе се решени дека нема да направат помрднување од ставовите и дека тука мора да се гради приватен центар. Затоа што бардовчани не беа дојдени на состанок за да им се објаснуваат работи што ги знаат, туку да им се даде ветување дека проблемот ќе се реши. Спасовски им напоменал како што вела дека не можело да се престане со градба на центарот. Спасовски одговори дека не можеле да престанат со градба, затоа што на 1,5 милиони евра европски пари, ние како држава ќе требало да вратиме 3 милиони, што не држи и треба дополнително да се провери. Но клучно беше прашањето, дали ние бардовчани не вредиме 1,5 милион евра, колку што треба да се доплатат. Сепак се надеваа дека нивната мака ќе се најде на следната владина седница, така барем им ветел Спасовски. Во меѓувреме продолжуваат со протести, за кои се заканија дека нема да останат мирни ако работите не се решат во нивна корист, односно да се дислоцира центарот надвор од населеното место. Претходно средба имаа со председателот Пендаровски, кој им рече дека лично ќе се заложел. Функционерите се одлучија да ги примат бардовчани откако разбраа дека прв за проблемот сериозно се заинтересира евроамбасадорот Гир.